Иако сме 1 февруари и почеток на нов месец, веројатно ќе се сложите дека ова е најљубовниот или еден од поубавите месеци во кој што во пресрет на 14 февруари, денот на љубовта и виното, многумина од вас добиваат посебна инспирација кога се во кујната. Па така и нашата денешна гостинка, која што ја имавме во минатата и се радуваме што ја имаме и во оваа нова година, Јованка Јанковска, инаку позната како Бобе, така и Бобе Бейкер е незиниот профил на кој што можете да најдете бројни убави рецепти, таа вели секојдневно објавувам. Таа ни е денес во студиото и ти посакувам добри дојде, Јованка. Добре ве најдов. И одлична е твојата идеја што во пресрет на 14 февруари ќе дадеме убави идеи за некои новитети во кујната. Секој пат си наоѓаат домакинките, па и оние од посилниот пол кои што се снаоѓаат во кујната, си наоѓаат посебна инспирација, па 14 февруари знае да инспирира многумина. Многу. И тебе верувам. Денот на виното, денот на влюбените. Така да, за денеска ви подготвив мафини. Ги подготвувам, значи, најчесто со овоше, кога немам овоше, ги подготвувам со джем. Основно тестото за мафини. Можам да ви го кажам. Секако. Значи, 4 јајца се матат со 250 грама шеќер, пенесто да стане и ванилиниот шеќер заедно. Потоа се додава 50 мл масло за готвење, 200 мл јогурт, затоа е убаво тестото, бидејќи она го балансира благото, малци киселкасто да биде. Кога ќе се додаде јогуртот? Така, 300 грама брашно се додава и едно пecivo. Сето тоа заедно потоа се меша, се пече 15 минути на 220 степени. Што е најважно сега, значи, ја некогаш кога ги правам со джем, само го печам празно тестото, потоа правам дупка внатре, па го надополнувам со джемот. Ако го подготвувам со овоше, го ставам измеѓу, а сега, значи, за овие денеска што ви ги подготвив, направив некоја измена, најчесто така правам измени почесто. Ставив одоздола по едни колачи, бисквитни готови, тестото, добро. Значи во модлата, на дното. Да, на дното ставив такво. Одозгора на тоа ставив малини, пошто во моментот имав малини дома, свежи. Па потоа од страна го поливав тестото. Така ги печев и не пропадна, значи ова го чува. Исто сега кога ќе направиме потоа пресек, ќе биде интересно зашто има и доле малци бисквитно и тврдо, исто која е за јадење. Ќе биде интересно на вкус, ќе кажете. Да, постојат со мафините и ова е една сосема нова, барем за мене која што ја слушам. Па да, имам гледано доста на Инстаграм различни. И ја по моје си направив една комбинација. Да. Мислам дека ќе ви се допадне. Јас не се сумневам во тоа, со оглед на тоа што нели споминавме мафините си бараат печење, ние тоа тука во студиото не го имаме. Еве го мафини. Ете го, може сега на тројка камера ќе го доловат и тој момент. Да. Еве ова е бисквитата. Тоа е всушност тоа бисквитното колаче кое што го спомена Јованка пред малку. Еве тука ќе го ставим. Сега имаме дел декорирани мафини, значи споменав веќе испечени ги имаме тука во студиото. Рецептот ќе го видите за многу кусо испечен на екраните. Јованка пред малку го сподели, навистина постојат бројни варијанти на и комбинации на мафини. Можете да си играете со намирниците, но во основата се тие некои состојки. Да, бидејќи има јогурт. Значи не е со млеко, со вода, него има јогурт и е интересно. Убаво на вкус тестото. Сега секој по вкусот, не може да на некој да не му се допаѓа. Сега, она што е интересно, и како рековме во пресрет на 14 февруари, Јованка денеска ќе ни декорира. Ова се дел од декорираните мафини, но имаме уште мал милион други бројни намирници кои што ги имаме тука, за да донесеме малку свежина и љубов дополнителна врз овие мафини. Еве ја можам слободно ти почни си и работи си, да. Бидејќи нели времето ни е ограничено. Сега да те прашам колку овој дел декорирањето нели на крајниот момент на било кој оброк кој што ќе се подготви ти е посебно задоволство или посебно уживање. Затоа што нели секогаш треба да е и привлечно за око, така? Тоа дополнително влијае декорирањето. Како најважен дел во сервирање на храна ми е декорирање. Значи најмногу обрнувам внимание на тоа.
Бидејќи мислам пред да се вкуси, прво окото дека Така, ве треба да ни биде примамува, за привлечно да на може, изглед. да. За да може и да се... За да Што се ве користиме од привлече. тука? Од... Ова направив еден крем од крем сирења, 200 грама, изматив со шеќер во прав, потоа изматив Чекай, вака да 100 видиме. мл Да се види црвеното, може? сладка павлака. Добра. Еве ова е една веќе готова, можем да предам на другото додека објаснувам. Да, слободно. Јас само ќе така. донесам уште една чинија за да не И оставаме на маса. 50 грама путар. Добро. Добра. Ја носам чинија после за сервирање, ама не е проблем. Добро. Да, го Не е изгубив тој проблем, момент. да, Ајде, супер. можеме да си ги декорираме и останатите. Значи сега со тоа го декорираме. Со крем сир, путер и сладка павлака изматана. Добра. Црвената боја како ја добивме? Значи купена е бојата, црвена, додадов Добра. во кремот. Добро. Другиот си е бел, како што си е. Колку чисто Јованка ги правиш овие мафини дома? Ги има на трпеза кога е 14-ти? Па ги има. Да? Ги има, да. Ги има веројатно и многу почесто, ама на 14-ти веројатно се во оваа комбинација, во црвено-бела Да, комбинација. црвено-бела, за да го обележиме денот. Еве малце ке ставиме и златесто, Кажи ми, може да го споделиме со гледачите за да биде малце помагично. твојот блог на кој што постојано си активна. Јас велам што има ново, Јованка вели постојано се е ново. И многу е интересно како во ова турбулентно време, бидејќи ти си вработена, наоѓаш секогаш минути за во кујната. Значи мора дома да се јаде, затоа и така велам најчесто, подготвувам често храна. И секогаш уживам да ја декорирам пред да се јаде. Пред да се Значи сервира. едно обично јајце да спржам на око, исто сакам да го декорирам пред да го сервираш. Колку ваквиве празници и како 14 февруари ти даваат некоја посебна инспирација да направиш нешто ново интересно во кујната? Па, ово е, значи, голем празник, Свети Трифун. Празник на виното и мислам затоа така повише и со црвено, значи ме инспирира доста. Користиш ли никакви други профили по социјалните мрежи, бидејќи пред малку го спомена Инстаграм во и таму си Безбекери исто. активна. Да. Меѓутоа, дали гледаш и други профили кои што од каде што црпиш инспирација, Секако, идеи? Секако, значи секогаш за да подготвам нешто што не сум го подготвила, гледам повеќе рецепти кој како подготвил, па после по тоа тргнувам да направам нешто свое. Зашто најчесто значи подготвувам различни рецепти, значи еве мафинот сега го подготвив вака, следниот пат поинаку. Тоа значи не сакам монотонија. Да. Монотонија не сакам. Не суваш воопшто. никој новитет. Так. Добро, што ќе правиме со тоа? Сега сакам малце вака и со ова да направиме. Ова е фондан. Добра. Да имаме неколку варијанти на декорација. Да. Значи тие се со кремот, покажав колку. А се прашував зашто ти е Сукалото. сукалото. Ама имало зошто. Да. Ова што го ставивме од згоре е шеќер во прав, да не помислат фонданот, брашно дека да, е. фонданот секогаш се работи така. Значи ја Добро. не сум некој професионален сладкар, овие работи ги имам научено од интернет и сама што експериментирам. Да, па добро, и нема потреба по некој пат нели да сме толку вешти или сладкари или да ги Нема знаеме сите потреба. тајни. Можеме едноставно и сами да си се снајдеме. Така. Добро. Еве сега ќе сечем една модла. Добро, имам и срце гледам, на Да. се си мислела. Да. Само Што ти е сега замислила? А тоа Значи, потоа ќе го ставиме до згоре? тука малце да има крем прво, Да се залепи? за да не, да. Добро. И за мафинот кој ќе се вкуси, нели да биде малце. Ова ќе го подготвиме. Ова е медитација, така? За тебе барем? За мене, да. Ефтен. Да, буквално игра во кујната. Сега ќе
со црвеното само. Добро. Сакаш тоа да го ставиме на страна? Па не, еве овде, нема да Добро. пречи, ја мислам. Добро. Еве, например, сега за Валентайн, да подготвиме една уста црвена. Добро. Значи, ова бојата, ако е, ќе си се врати пак. Ако ни обеле малце бојава. Да, тоа е од шеќерот Да, во прав, од ама не е шеќерот, ништо значи страшно, нема ќе да се пречи врати. воопшто. Еве Добро. сега ќе направиме едно срце. Тоа ќе ни биде за декорирање на други мафини, Да, така? да. Добро. Ќе го поделиме. Да се прашав како уста, ми велиш уста? Да, еве вака од срцево. Добро, интересно. Сега ќе го оформиме. Добро. Ќе покажат нашите Да. колеги. Еве, да видиме само како се прави. Ете така. Ова. Дали споминавме на колку ги печеме? Да, на 220 15 минути. 15 на минути, Да. да. Само Фонданот е готов, значи Да, останатото може и е, да нели? се подготвува. Ја никогаш не сум подготвила, секогаш купувам. добро. Еве, Само ќе сега да за- ова е долниот дел. Долниот дел од устата. Долниот дел, сега ќе го оформиме вака. Тоа тука ќе оставиме? Или да, на друг? там. Добро. Само бидејќи ме одрежа ми вела дека сме куси со времето. Да, еве го готово. Ќе го направиме овој мафин, нема да ги декорираме да, сите. да. И Еве потоа ова. крајниот момент, она што си го предвидела ти со Ете го. Да. Чекај само вака да видам. Опс, нешто. Чекај, еве устата, Жан, биди спремен. Не, затоа што значи треба малце со водичка да Да. се намачка устата за да се залепи. Добро, И јас сега ќе нема најдам да- начин да не ми падне, а да се Да, види дека е да. уста во прашање. Чекај. Ете. Еве одма правам ја едно Бакнеш и за срце. Јан што ни ја сними оваа уста. Да. За Жан, да, Јан. Добро. Еве одма извадив со модлата Хаос и во едно кухината. срце. Ако па така, Така треба да биде. Да. Еве го. Добро, може ли се само оној крајен момент кој што ти ми спомена дека Тоа сакаш? ми е најважно. Еве Да. сега одма тргаме ова. Тоа се ќе тргнеме на страна. Ова може и позади. Да. Да го видите крајниот ефект, како Јованка би декорирала кога би биле кај низ дома, така? Кога би Така. не поканила на кафе и мафини. На Ова Свети вака би како Трифон. би изгледало на кафе и мафини на Свети Трифон. Малце еве Права ретро. домакинка. Добра. Овие ми се од чезот, баба ми што ги правела. Ете, гледаш чизот ќе се најде за Да. нешто секој пат. Одлично. Еве И ги. на крај ќе фотографираме, така ли? Да. И едно само сакам да Слободно. исечам. Ајде еве ова. Добро, да исечеме за чисто да ја видат нашите гледачи да. структурата внатре. Ова ако можете. Добро, ноже еве тука. Тоа е исто важно, имам ноже. Имаш? Да. Добро. Ајде сега ќе го сечам. Ете, така, рецептот го видовте испишан на екранот пред малку. Секако оние кои што не пропуштија, ете ја внатрешноста, да. Оние кои што не пропуштија, можете видеото со Јованка да го погледнете и на YouTube каналот на Утринска на Телма, конкретно во делот со оброк на денот. И овие брзи, едноставни мафини со можност... Повеле. Ти благодарам. Со можност за фантазија или декорација по ваш избор, можете да си ги направите и вие во пресрет на 14 февруари. Јованка, и Јас морам тоа една сакам да ти фотка. кажам. Тоа беше Да ти го најважно. подадам и телефонот за да сликаме и да овековечиме, а на гледачите, како што споменав, им посакуваме нели што поскоро да си ги направат во собствената кујна и да го погледнат рецептот на денот на YouTube каналот на Утринска на Телма. Ви благодариме за вниманието. Благодарам Ти многу. благодарам многу за гостувањето и фала за овие убави привкусни мафини. Благодарам. Убав ден.